Веќе месеци наназад министерот за дигитална трансформација Стефан Андоновски најавува дека многу скоро ќе се активира системот Роамин како дома, во кој граѓаните кога ќе одат во земјите од Европската унија ќе можат да зборуваат и да користат интернет по цени како во земјава. Европската комисија предложи отворење преговори за вклучување на земјите од Западен Балкан во Европската зона Роамин како дома, но откако целосно ќе се усогласиме со Европската регулатива за европски комуникации и Роамин правилата кои важат во Европската унија. Министерот Андоновски уверува дека измените веќе се испратени до Европската унија. Во овој период Европската унија веќе го доби измените и дополнувањата на Законот за електронски комуникации со кој што целосно согласуваме со барањата на Европската унија во делот на безбедност, во делот на фер користење на роамингот, во делот на цени, во делот на утврдување на цените прекогранично и очекувам дека овој утврден текст кој што ние веќе го утврдивме на влада и го испративме до Европската комисија, по добивањето на коментарите од Европската комисија, ние ќе го испратиме во собранието и ќе го донесеме. Министерот Андоновски вели дека очекува да бидеме првата земја од регионов која ќе ги исполни критериумите и дека се надева тоа да се реализира во текот на оваа година. Ќе бидеме, како што ветив и пред 6-7 месеци, првата држава од регионот која што ќе ги исполни условите за роаминг како дома, потоа ќе влеземе во преговарање со Европската комисија. Таа ќе биде нашиот застапник пред европските телеком оператори и со нив ќе постигнеме договор. Јас очекувам дека тоа ќе се случува во текот на 2026 година. Македонија веќе има регионален договор за укинување на роаминг во дел од земјите на Западен Балкан, кој е во сила од 2021 година.